Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Поклонение родителево, возлюбленого Тя, Сина именуя, и духовиде голубине, извествоваше се утверждение, являйся Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Вистина се јави, вистина се јави, вистина се јави. За да го освети со силата на светиот на животниот дух, сето свое создание, а тоа значи сиот свет, целиот космос и човекот. И тој го направи со употреба на еден метод кој што е прилично антиномичен, ама целосно реален. По знакот на така наречената духовна емпирија. Да го допрете тоа што е недопирливо, да го освоите тоа што е неосвоиво, да стапите во единство со тоа што ги надвишува и ги превозмогнува вашите онтолошки капацитети и потенцијали. Но токму тоа денеска се случи во Јордан и се случува со секоја вода на планетата Земја во која што се случува чинот на осветување на вода. Не заборавајте дека водата е еден елемент на космосот. Водата го представува севкупниот космос, севкупната природа. А тоа значи дека преку водата и со водата во чинот на осветувањето и преобразувањето на светот и човекот учествува секоја друга материја, секоја друга субстанца, се што е дел или содржина на создадениот свет. И тоа станува чудесно. Чудесно за окото на човекот, за умот на човекот, за ухото на човекот, за устата човекот, за рацете на човекот, за нозете на човекот. Зашто од краткото Евангелие што го читавме, а беше напишано од светиот апостол и евангелист Марко, чувме како Бог Отецот уште еднаш громогласно потврди дека Христос, крштеваниот во водите јордански, е негов возлюбен син. Тој глас, гласот на Отецот, е толку продорен што не постои пречка за него. Ги допаќа сите цели и стигнува до секого. Достигнува така што увото на оној што слуша се осветува од гласот на Отецот Божи. А потоа Духот Свет се појави над водите
видливо за окото човечко. И окото човечко беше осветено од живото присуство и живата појава на Духот Свети. Окото на човекот, ова физичкото, е составено за да го гледа светот надвор од нас. А зад него стои уште едно око, окото на Духот, и со тоа око го гледаме светот однатре во нас. Светот однатре во нас е недопатлив за физичкото око, за телесното око. А просторите што постојат во нас однатре се неспоредливо поголеми од севкупниот простор на космосот, на сите космички галаксии. И тоа е посебна тема за проповед, се разбира. И за една преуба теолошка расправа на таа. Потоа, не само убото и не само окото, туку Господ нам целиот себе си ни се даде како храна, како леб небесен. И ние на секоја света литургија можеме да се храниме со Него, а тоа значи да ја осветиме устата наша и сета наша внатрешност. Умот наш, слушајќи ги божествените вистини, од самиот Бог за себе самиот изречени, ни го кажува тоа што ние без Него, за Него, никогаш не би го дознал. И така, гледајте, во Јордање, празник за философијете, празник на гносеологија. За теолозите, празник за теогносија. И за сите други, секој померата од своите способности, умни, односно интелектуални, срцеви, односно духовни, и секакви други браќи и сестри, учествува во познавањето на оној кој што денес се крсти во Јордан, за да ни се открие целиот себе си без остаток, а ние да го видиме и да го познаеме онолку колку што можеме, колку што сме способни да го познаеме, да го видиме, да го чуеме, да го осетиме како храна на нашиот живот, како некој кој што ги урива сите пречки што стојат помеѓу нас и вечност, за да ни ја открие вечноста и да не направи чинители на истата. Зашто за своја мера во животот не можеме и не треба да имаме ниту еден човек колку и да е гениален и способен. Секогаш ќе се роди некој кој што е по-гениален и поспособен од него. Но наша мера е Христос, кој што е совршен, безгрешен, вечен, безсмртен, безпочетен, безкрајен. Таа е нашата вистинска мера. Со неа, мерејќи се, познаваме кој сме и докаде сме стигнале, а и сите околу нас. Но не за со другите да се мериме градејќи рибалски односи со нив, туку смирено и кротко да признаеме дека ни треба уште многу, за да постигнеме мерата од растот на височината Христова. Амин. Амин.